На страна 35-та, трета задача од учебниците по физика за 9 оделение е поставена задачата. На сликата, значи имаме слика, прикажано е комбинирано сврзување на отпорниците со отпори R1 12 ома, R2 15 ома, R3 10 ома и R4 6 ома. Да се пресмета вкупниот отпор R. Да го погледнеме цртежот. Еве ги отпорниците R1, R2, R3, R4. Комбиниран начин на врзување покрај серијски, паралелен, имаме нивна комбинација, тоа е комбинираниот начин на врзување. Колку ќе изнесува вкупниот отпор во овој дел од колото? Вкупниот отпор ќе го определиме така што прво мораме да ги определиме и ви помогнале во учебниците со тоа што овие два ги одделиле на некој начин и запишале дека тоа е треба се определи нивниот вкупен отпор R индекс 2,3. Бидејќи се тие паралелно врзани отпорници се определува на кој начин? Реципрочната вредност од вкупно врзаните отпорници е еднаква на алгебарскиот збир од реципрочните вредности на поединечните отпори. Два отпорници имам, затоа ќе имам 1 врз R2,3 еднакво на 1 врз R2 плюс 1 врз R3. Заменувам, R1 беше R2, односно беше 15 ома плюс R3 10 ома, има 1 15 плюс 1 десетинка. Собираме дробки со различен именител, за нив НЗС е бројот 30. 30 поделено на 15, 2 по 1, 2, плюс 30 поделено на 10, 3, по бројителот 1, 3. 2 и 3 се 5. Значи добивам 1 врз R2,3 е 5 триестинки. А само R2,3 ќе биде реципрочна вредност од 30 петтинки, од 5 триестинки е 30 петтинки, се крати тука и се добива дека тој отпор е 6 ома. Значи, вкупниот отпор на овие два отпорници, кои беа паралелно врзани, е 6 ом. Сега имаме, и тоа е помогнато во учебникот, со одделување на овој дел од цртежот, имаме R1 и овој вкупниот R2,3 се врзани серијски. Ќе го определиме нивниот вкупен отпор, запишувајќи го како R индекс 1, 2, 3. Тие се серијски врзани. Кога имаме серијски врзани отпорници, вкупниот отпор е еднаков на алгебарскиот збир од поединечните отпори. И затоа ќе имам R1 плюс R индекс 2, 3. Еднакво на R1 беше 12 ома плюс 6 ома вредноста на овој вкупниот. Тоа е 12 плюс 6, 18 ома. И сега имам вкупен отпор да определам. Сите овие три отпорници, вкупен отпор имаат 18 ома и R4, тие се врзани на паралелен начин. 1 врз R еднакво на реципрочната вредност од збирот на R1, 2, 3 и на R4. Заменувам. За R1, 2, 3 имав 18 ома, ќе имам сега 1 врз 18 плюс 1 врз 6, затоа што R4 беше 6 ома. Собирам дробки, НЗС за нив е 18. Првата дробка имаше бројител 1, има именител 18, затоа имам 1 плюс. Втората ќе проширам со 3, бидејќи НЗС е 18, имам 1 по 3 е 3. 1 и 3 е 4, 4 18-тинки. Реципрочната вредност од вкупниот, а вкупниот ќе биде 18 врз 4, се крати со 2, 9 половинки, тоа е 4,5 десетинки ом. Значи, вкупниот отпор во овој случај, кога вака искомбинирано се поврзани овие 4 отпорници, изнесува 4,5 десетинки.